Почитувани представници на медиумите, дозволете ми денеска преку вас, во моje лично име и во името на кандидатите за советници на независната граѓанска политичка опција, кога ако не сега, да се заблагодариме на граѓаните на општина Куманово за поддршката која ни ја дадоа во саботата на 26 јануари, првиот ден кога започна законскиот рок од 15 дена за собирање на подписи за поднесените листи на независните кандидати за градоначалник и советници. За неполни 5 часа го надминавме законски утврдениот број на подписи, а на крајот на денот да завршиме со 617 подписа во една прекрасна атмосфера, прекрасен амбиент, а тоа значи во просек на една минута поминал еден човек и го дал својот подпис, и тука им се заблагодаруваме на вработените од Министерството за правда и Државната изборна комисија за нивниот коректен и професионален однос. Овде им заблагодаруваме и на сите оние граѓани кои има огромна желба да го дадат својот подпис во знак на поддршка на нашите листи, но своето право не можеа да го искористат пред се поради фактот што местните канцеларии на Министерството за правда за прв пат беа затворени. И сите овие граѓани од руралните средини кои гравитираат кон овие местни канцеларии немаа можност да го дадат својот подпис и имавме реакции од жителите на Табановце, Романовце, Пчиња, Лопате, Орашац, Клечовце, Уминдол и така натаму. Исто така им се заблагодаруваме и на сите оние кои поради лошите временски услови или од други објективни причини имаа желба, а немаа можност да го дадат својот подпис. Граѓаните со нивната желба, со нивната енергија да дадат свој придонес во ова независно движење, со желбата да бидат дел од едно ново време за општина Куманово, од едни нови текови, нови можности пред се за нив, се дополнителен показател за нас, силен мотив да продолжиме во нашата политичка битка, цврсто убедени во нашите аргументи, во нашата визија, уверени до конечна победа. Им благодариме на сите уште еднаш. Продолжуваме во ист стил, заедно со граѓаните, достапни за нив, отворени секогаш за нив, подготвени да ги сослушаме, уште повеќе подготвени да ги решиме нивните проблеми. Тоа е формулата што во саботата се покажа на дело. Тоа е формулата што во март ќе не донесе до конечна победа. Кога ако не сега, Куманово на сите, кога ако не сега, Куманово без поделби. Кои беа критериумите за избор на кандидатите за советници во општина Куманово? Во советот на општина Куманово. По квалитетот на листата ќе видите дека критериумите беа многу изоштрени. Пред се работи за луѓе професионалци во својата област, но и искусни во политиката. И на оваа листа имаме застапеност од многу профили, територијална застапеност, национална застапеност. Ова е листа на која имаме од многу национални етникуми во Република Македонија, во општина Куманово пред се имаме македонци, власи, роми, срби, и тоа се аргументи кои што ни дозволуваат да веруваме во победа пред се и на оваа листа и на кандидатот за градоначалник.